Почна исплатата на минималната плата од 18.000 денари за нешто повеќе од 80.000 вработени во различни дејности. Минималецот според последните законски измени е зголемен за 2.800 денари, чија сума претходно изнесуваше 5.200. Сепак растот на минималецот не повлекува изголемување на останатите плати во администрацијата, што изминатиот период го бараа синдикатите. Власта не попушта и покрај заканите за генерален штрајк во образованието. Неизвестноста останува, а од СОНГ цврсто стојат на ставот дека на 11 април градинките и училиштата нема да работат. Остануваме на истото барање, подготовките течат. Во понеделник имаме преговори со владата да видиме дали конечно ќе имаме понуда за што да разговараме. Во секој случај, доколку немаме понуда која што би ја прифатиле, подготовките нормално се во тек и времето тече, така да многу брзо ќе дојде 11. Нова рунда разговори со владата, вели Неделков, е закажана за впонеделник, кога се надева дека владините представници ќе излезат со одредена понуда. До сега, вели, немаат конкретен одговор, освен за тоа дека во земјава владеела криза. Сите плати да се зголема за 2.800 денари и секоја година да растат со минималната, бараат и од Сојузот на синдикатите на Македонија. До владата е доставено барањето. Платата за мај на сите вработени во државата, како во јавниот, така и во приватниот сектор, да се зголеми за 2.800 денари, сума за која од овој месец е зголемена минималната плата. Исклучок би биле дејностите каде што со колективен договор е поповолно уредено. Од владата бараат за овие прашања да се дискутира во текот на наредната недела. Лути од игноранскиот однос на власта е и синдикатот на работниците од управата и правосудните органи и здруженија. Следната недела на 7 и 8 април најавуваат и предупредувачки протест зашто немало скалесто покачување на платите. Иако од владата најавија некое минимално зголемување на платите во јавниот сектор, сепак од синдикатите не попуштаат. Велат или онолку колку што побарале, или пак, како што велат, вакво замачкување на очи не прифаќаат. Според синдикатите, со измените на Законот за административни работници е исполнето само едно од нивните барања, а тоа е да се овозможи покачување на платите на вработените во јавниот сектор во средно образование, а дел од нив и пред зголемувањето на минималната плата добиле плати под минималецот.